Ова недела е недела на имунизација од 19 до 25 април и тоа е Европска недела на имунизација, каде сите додатно од она што го работиме секојдневно, даваме апел и апелираме колку е важно вакцинирањето на децата и не само на децата, туку на сите генерации. Ова година мотото на ова недела на имунизација е да вакцините ги заштитуваат сите генерации. Така да од раѓање до средна доба, па и после повозрасните сите можат да примат вакцини и да бидат заштитени, а со тоа и да допринесат за здравјето не само на себе, туку и на сите и на целокупното општество и на целокупната средина каде што се наоѓаме. Тука сме на едно пониско ниво во однос на вакцинирањето. Ние во склоп на оваа недела, значи имавме и уште активности. Вчера бевме во ромската населба Средоре, каде што опфативме дечиња кои што не се редовно имунизирани. Наидовме на добар одзив, така да драго ни беше што организиравме и таков настан, како и овој денеса, каде што ни дојдоа доста и гости и присутни и од градинката, од средното медицинско училиште, од приватни здравствени установи, така да баш убаво се дружевме и покажавме дека имунизацијата не е само ова недела, туку и секој ден. Нашите активности се на нашето работно место, во нашите здравствени установи, каде што можеме секојдневно да ги информираме родителите и сите оние кои што се заинтересирани за вакцинација, колку е значењето на вакцинацијата, што значи да се биде вакциниран, што значи да се мисли како за себе, така и за околината. Така да вакцинацијата почнува од оној ден уште на раѓање, па завршува се додека човекот е жив, затоа што знаеме дека постојат вакцини кои што заштитуваат и се за кај хронични заболувања, кај оние кои што имаат некои кога се епидемии, кога се вируси, како што е вакцината против грип. Исто така можам да кажам дека и училишната вакцинација исто така има промоција сега со воведување на ХПВ вакцината кај машките дечиња, каде што наидуваме на добар одзив. Малку сме тука со МРП вакцината која што некако се избегнува, меѓутоа ние како медицински лица, како со одредени специјалности, работиме и на тоа, објаснуваме за да можат утре сите некако да допре до нив и до родителите, за да можат да ги вакцинираат децата и да допринесат да бидат нивните поколенија здрави и да можат да се вклучат во сите општествени активности.